Добро вечер. Критики за мешање во правосудството, недостаток на кадар и услови. Има ли волја кај другите две власти да ја овозможат финансиска автономија и суштинска независност на судската? Зошто и по 2 години од спорните измени на кривичниот законник со кои се спасија функционери и застареа десетици предмети, се уште важат ниските казни? За овие и други прашања вечера во топ тема дебата со Јелена Кадрич од Институтот за човекови права. Добро вечер. Добро вечер. Дарко Аврамовски од Коалицијата Сите за правично судење. Добро вечер. Добро вечер. И адвокатот Звонко Давидович. Добро вечер вам. Добро вечер. Со дебатата почнуваме по рекламите. На денешниот брифинг со новинарите поврзан со планот за раст и законите од реформската агенда, премиерот рече дека е против тоа судиите и обвинителите да земаат поголеми плати поради ниската доверба од 2%, смета дека и сега земаат повеќе од што заслужуваат. Најави дека ќе прави компаративна анализа да се видат буџетите на неколку земји членки од Европската унија, колку се издвојува. Законот што ги третира примањата на вработените во судовите и обвинителството, односно законот за судска служба и обвинителска служба, не се толку спорни за премиерот, за владата, не се толков проблем. Поголем проблем се платите за судиите и членовите на судиите, обвинителите, членовите на судскиот и на обвинителскиот совет. Беше посочено на денешниот брифинг. Главно ќе бидат избрани 5 држави: Германија, Франција, веројатно Хрватска, некои од земјите од Централна Европа, да видат како е состојбата таму и да се излезе пред Европската комисија и да ги дадат овие закони во собранието. Исто така, според пресметките на владата, доколку се прифатат договорените проценти кои што од буџетот ќе се одделуваат за судството и обвинителството, тоа би било околу 100 милиони долари. Тоа е пресметката. Сега, Дарко, ова се зборува за дел од законите кои што се во реформската агенда, кои што се однесуваат на платите. Секако дека реформската агенда и законите има и сосема други закони кои што се однесуваат и на реформите и на други прашања. Но она што ве прашам, дали вистинската причина според вас е ниската доверба, поради тоа власта не сака да им даде, да им овозможи со закон обезбедени средства, кои што значат и целта, она што го пишува и во реформската агенда, е да има финансиска независност и да не морат за секое вработување да бараат одобрение од Министерството за финансии, или пак целта е можеби да не се реализира финансиската независност на судството, прашање кое што го имаме од 2010 во законите, буџетот, но ниту една влада, ниту една власт досега не го овозможи. Прашањето за буџетот на судовите и јавното обвинителство е уредено со закон. Согласно нашите домашни закони кои ги има донесена нашата сопствена држава, треба да се одвојуваат 0,8, односно 0,4% за судовите и за јавното обвинителство. Прашањето дали државата ќе го обезбеди тој буџет е прашање на принцип и прашање на владење на право. Не е прашање на лични ставови и на перцепции. Доколку владата или државата смета дека треба да се направат определени измени во таа насока, најнапред треба да биде променет законот, бидејќи и владата и собранието имаат можност да го иницираат тоа. Меѓутоа, тука се среќаваме со другиот проблем. Меѓународните стандарди за независност на судството ви укажуваат дека намалување на судскиот буџет и намалување на судските плати, меѓу другото, треба да биде направено само во исклучително оправдани причини, бидејќи во спротивно може да се доживее како упад на извршната или законодавната власт врз независноста на судството, бидејќи тоа е еден од клучните сегменти како може да се воспостави таа надмоќ преку необезбедувањето на соодветните ресурси. Имајќи пред дури од друга страна, за кога ги спомнавте и компаративните анализи, дури ако ги погледнете, тие се веќе направени. Советот на Европа постојано прави такви мерења и метрики низ 44-45 земји од Европа
И доколку ги видите метриките таму, дури и според реализираниот и според одобрениот буџет на судската и на јавно-обвинителската власт, нашата држава по сите метрики е меѓу последните 5 држави во Европа. Дали Всушност, што ќе те прекинам, тоа го има и во самата реформска агенда, токму на тоа се повикува, таа е прифатена нели од владата и изгласана во собранието, дека според податоците на тоа Европската комисија за ефикасност во судството, судскиот буџет стандардизиран како процент од БДП е значително понизок во споредба со другите земји во регионот. Продолжи, еве јас бидејќи секако сакав тоа и дополнително да прашам, додека говориш може и од режијата да го пуштат една од фотографиите од Цепеш, каде што се гледа дека Македонија е подолу според процентот од буџетот и доколку ги гледате податоците и според апсолутната вредност на буџетот, и според процент кој што се одвојува од бруто домашниот производ и како издаток по глава на жител, ние сме меѓу последните 5-6 држави во Европа. Дури ако ги погледнете платите на судиите и на јавните обвинители и тие мерења, ќе видите дека и тие се меѓу пониските во Европа. Така што чудно е малку да се каже дека сега одеднашка не треба да се обезбеди таквиот буџет, особено доколку се има предвид дека моменталниот буџет што го имаат на располагање и судовите и јавните обвинителства се користи речиси исклучиво за тековни трошоци, односно за плати на доместоци, придонеси, режиски трошоци, канцелариски трошоци и слично. Делот од буџет кој што им недостасува е токму оној за усовршување, за опрема, технологија, обуки и така натаму, што многу влијае врз нивниот перформанс. Тоа е исто така една од темите, дека всушност не се однесува само за зголемување на плати на судии, иако има и такви закони за судиите и обвинителите каде што се регулираат платите и за администрацијата, односно судските и обвинителските службеници, туку и судски буџет кој што треба да биде сами да располагаат со него, па потоа еве да може и да оцениме дека еве некој релевантен да оцени дали добро, дали сработуваат, не ја сработуваат работата, па дали ги заслужуваат средствата од кога ќе ги добијат веројатно. Страшно и трагично ова што се случува, бидејќи постојат закони во Република Македонија и срамно е и безобразно извршната власт постојано веќе 30 на години да се меша во судската власт и на дело да покажува како не се почитуваат законите, кажувајќи декларативно дека за некакви реформи и владење на право. Срамно е да зборуваме дали треба или не треба волку да се одвои според довербата. Ако е според довербата, цениме, ниеден од функционерите, тргнувајќи од извршната, па и законодавната власт, не треба да земе плата. Нивниот рейтинг е нешто малку повисок него судскиот и ретко кој има двоцифрен на доверба од луѓето. Да, ма ќе слушнете дека за нив гласале толку и толку граѓани. Ма тоа што гласале е големо прашање, како гласале и зашто гласале и зашто гласале. А што се испорачува? Така да не дискутираме околу оној дел. Што е битно? Постои закон за судски буџет. 0,8 од БДП. Во законот за судски буџет точно постои процедура кој располага со тој буџет. Тоа е судско-буџетски совет. Точно постои кој го сочинува судско-буџетскиот совет. Па е добро да го прочитаат законот. Па кој врши контрола над потрошените средства и кои се санкциите ако средствата не се потрошени. Така да не знам зашто дискутираме кога постои закон. Што треба да научиме во Република Македонија за да почнеме да имаме шанси да бидеме правна држава. Да ги почитуваме законите кои постојат. На нероден петко капа не му се крои, па ќе измислуваме сега топла вода во иднина како законот. Тоа е во иднина. Дајте прво да ги испочитуваме законите кои постојат. Мешаат баби и жаби. Еден е законот за судски буџет, друг е закон за плати на судиите. Едниот со другиот немаат никаква врска. Едниот дури и го смени оваа власт, намалувајќи го коефициентот, за да не бидат големи плати на судиите. И тоа е една приказна,
Друга приказна е судскиот буџет, каде што е декларативно кажано дури и како ќе се зголемуваат процентите, па 2015 требаше процентот веќе да биде 0,8% од БДП. Ама не е, веќе 10 години. Не се почитува ништо од тоа. За која правна држава ние зборуваме? Кој има доблест, тогаш да каже, треба да се почитува законот, а самиот него почитува. Со што во мигот се соочуваат судовите, бидејќи јас сум секој ден во судница. Немаат поротници. Никој не сака за ситна пара да отиде и цел Божи ден да седи, да слуша и да не биде платен. Немаат стручни соработници. Записничарите им толку е мал бројот, што директно од судење мора да оди на друго судење и не може да ги искуца пред судите. Имаме недостаток во доставната служба. Ние добиваме покани по пошта, кое што е во расуло, покана денес ја добивам за завчера. Јас не сум во состојба да се појавам, пошто не сум ја добил на време поканата. Сето тоа го тангира судството. Имате вие милион проблеми таму, немаат хартија. Немаат во онаа зграда на основниот кривичен суд, најголемиот суд во држава, имате еден лифт. 7 ката зграда со 25 судници. Сосема друго прашање и тоа е нова зграда која што требаше да ги надмири сите потреби на судството. Сето тоа бара организација, сето тоа се трошоци, сето тоа треба да се подмири и сето тоа треба да се доведе во ред, ама не може на ваков начин, кога не се обезбедува, доколку вие финансиски влијаете на судството. Министр за финансии, кој е во извршната власт, влијае на судската власт, ќе ти дозволам, нема да ти дозволам некого да вработиш, ќе ти дадам она што ти следува според закон или не, затоа што му е кеф, тоа е директно мешање во судската власт. Така. Како гледате вие, оваа реформска агенда е подпишана пред година и нешто и сега проблем стана, односно се лоцираат токму овие закони каде што треба да се обезбедат дополнителни финансиски средства од буџетот и да се дадат на независно располагање на судството. Реформската агенда не само што е подпишана од нашата држава, да кажеме, и сме се обврзали како држава дека ќе биде и реализирана, меѓутоа мора да ја споменам и развојната стратегија за правосудство, каде што истите овие закони беа претходно предвидени да претрпат некои промени. Че не се работи само за закони кои што би обезбедиле зголемување на плати на судиите и на јавните обвинители и на службениците, меѓутоа се работи и за некои суштински промени кои што би довеле нормално до владење на правото. Така да не се работи само, тоа се наши, да кажем, интерни стратешки планови, акцијски планови кои што ги донесе Министерството за правда, кои што беа, можам да кажам, со еден консензус донесени, каде што учествуваа и експерти, каде што учествуваа представници од невладиниот сектор, значи бевме консултирани и учествувавме активно во целиот тој процес. Така да не се работи само за реформска агенда и нашата обврска спрема Европска унија, меѓутоа се работи и за почитување на оној што го спомна колегите, за почитување на домашните закони, домашните акти кои што оваа држава ги има усвоено. Оно што е значајно, што донесувањето новија закони во реформската агенда се врзани за одредени средства. Ние во првиот турнус задоцнивме со донесувањето на законите, на овие што сега се спомнуваат. Меѓутоа, како одат работите и со овие наративи што ги слушаме од политичарите, се плашам дека и во следниот период до декември нема да бидат истите можеби усвоени и повторно ќе има едно задоцнување кое што повторно е врзано со финансиски средства кои што треба да ни ги испорачаат од Европската унија. Од друга страна, тоа се средства кои што оваа држава би ги добила и би ги искористила токму за имплементација на овие закони, како што е предвидено во самиот акцијски план од реформската агенда. Така да, мислам дека на еден начин самото ова пролонгирање негативно ќе влие и не само
да кажам, нашата држава спрема Европската унија, меѓутоа и спрема собствените граѓани. На крају крајава, сите тие закони кои што се прават е заради почитување на владењето на право, а бенефитот крајен го имаат граѓаните на оваа држава. Да, една од последиците, проблемите поврзани со финансиите и Академијата за суди и јавни обвинители, таа првично беше стопирана поради одлуката на ДКСК, на управните судови, поради предизборието, но според ставовите, соопштенијата од управниот одбор на Академијата се чини дека сега таа е заглавена поради чекање на некакво одобрение од Министерството за финансии, кој што не го добива, не може да продолжи со постапката. Последните информации кои што и тоа е дел од реформската агенда. Дека и тоа дел, меѓутоа за овие закони кои што тоа се закон за судитска служба, закон за јавна обвинителска служба, закон за плати на суди, закон за плати на јавни обвинители, закон за тоа се измени, нели, на закон за плати на членови на судскиот совет и на советот на јавни обвинители и законот за плати на јавно обвинителската служба, сето тоа е на некој начин е спремно од страна, значи овие измени од страна на Министерството за правда, меѓутоа Министерството за финансии има дадено негативно мислење за сите овие закони и на тој начин затоа што имаат финансиски импликации, така, затоа што имаат финансиски импликации и на некој начин и постапката се стопира. Така да тука малку е нејасно да Министерството за правда, значи на некој начин сака да ги овие закони да ги измени, да се усвојат овие измени за да се стасаат оние рокови од реформската агенда, а од друга страна имате Министерство за финансии кое што дава негативно мислење и ги враќа, да кажам, на повторно во Министерство за правда на доработување. Единствено што како во моите информации законот за судски совет е спремен. Меѓутоа, таму од друга страна малку проблематично што бидејќи бев дел од работната група која што учествуваше во изработка на измените, во тој закон беа предвидени одредени регулирање на бодовите на вработените во судскиот совет. Меѓутоа, и тоа е тргнато по нашите последни информации, така да тој закон е спремен, меѓутоа нема финансиски импликации. Значи, она што е без финансиски импликации може да оди понатаму, а сето друго е запрено, претпоставам дека сега со изборите нели нема ни шанса да оди понатаму. Веројатно и Академијата сега да изборите не може, заради и он има добиено негативно мислење за оваа генерација која што не знаеме ни дали ќе продолжи или нема да Последното известување од таму е дека ќе бараат, ќе го информираат Министерството за финансии дека станува дека е поврзано со реформската агенда, таа обврска што треба да се исполни. Како гледате и на проблемов со Академијата, стопираната Академија? Дарко, вие имате и анализи? Тоа е сериозен проблем. Значи, прво и основно, со години наназад се дебатира дека Академијата нема доволен капацитет за да испорача кадар во онаков број колку што му е потребен на нашиот систем. Во таква ситуација ние се доведуваме сега да имаме буквално неоправдано и непотребно пролонгирање, затоа што постапката за избор започна пред 2 години. Кога беше? И повеќе од 2 години можеби се загубени практично во празно. Процесот на обука трае, процесот понатаму на избор, што значи дека ние најверојатно нема да имаме нови свежи суди и обвинители во нашето судство во наредните 4 години. И тоа е огромен период. Ако видите, ние имавме една анализа која што покажа дека за 4 години се одлеала 1/4 од вкупниот кадар во судството. Ако очекуваме сега дека повторно и од оваа бројка што ја имаме, која што е исклучително ниска, ќе загубиме уште 25% суди за 4-5 години, а нема да можеме да продуцираме нови,
тоа ќе има сериозни импликации за правото во државата. Ние веќе гледаме, имате ситуација, работните односи, прашањата од работните односи се итни кои мора да бидат решени во рок од 6 месеци. Ние таму гледаме рочишта кои се одлагаат на период што е 6 месеци, па дури и подолго. Има предмети во областа на работни односи што во прв степен траат по 4-5 години и уште нема донесено одлука, а тоа се исклучително битни прашања за граѓаните. Сето тоа укажува, статистички ако гледате, многу исклучително е зголемен процентот на судења кои што се одлагаат на период подолг од 2 или од 3 месеци. Тоа директно се должи на недостигот на кадар во судството и состојбата ќе биде веројатно многу полоша додека да ние успееме некако да реагираме. Иако еве како јавно сме гледали предмети каде што имало и можеби намерно долговлекување тоа во повисоко профилните предмети, веројатно останатите граѓани се соочуваат со битка да закажат побрзо судење? Многу тешко во оваква ситуација, особено што имаме недостаток и на судски, али и на обвинителски кадар, што се однесува на кривичната постапка. Ако ги прашате судиите, ќе кажат дека најголема болка е што немаат стручни соработници. Меѓу другото, немаат поротници, немаат често пати ни многу услови за работа, посебно кога вие ги оценувате според квантитет, а не според квалитет, па им наметнувате една норма од број на предмети кои мора да ги реши. Колегите знаат, некој пат вие не можете да го процените предметот може да е, условно кажано, багателен, да е прекршок, но да биде многу покомплициран и тежок него предмет кој се суди за кривично дело. Така да не можете вие да ги предвидите работите и време траењето на еден предмет. Друг проблем околу време траењето на предметите, зборувам и за кривичната постапка, е бројот на обвинети. Вие ако обвинителот подигне обвинение против 35 луѓе, реално е да биде некој болен, да фали некој, да не е тука. Второ, и истрагите долго време траат за толкав број на обвинети, па ретко се запазуваат роковите кои што се предвидени во закон. Ја се извинам, па на луѓето им изгледа и е точно дека премногу долго трае и самата истрага, а камоли уште не сме дојдени до судењето. И спората правда често пати и не е правда. Третата работа кој е голем проблем е доставата. Вие немате доставна служба која може да ги достави поканите и да обезбеди присуство на обвинетите, на оштетените, на адвокатите, на сето оно што законот го предвидува. Четврта работа е што Скопскиот суд е преоптеретен. Судиите имаат, не знам, напамет 300 предмети можеби во работа, во мигот. Другите помали судови имаат кој 25, кој 30 предмети, кој... А таму пак сега фалат судии, така што да... фалат судии. Така да имаме една ситуација во која не се размислувало на време и само ја продлабочуваме кризата, затоа што не обезбедуваме кадар. Вие сте свесни дека едно време Адвокатската комора јавно понуди дел од колегите адвокати кои сакаат да бидат судии, да ја пополнат празнината се додека Академијата не продуцира кадар. Да, но тоа не беше прифатено, да? Не е прифатено затоа дека Европската унија Да, ма знаете како ние дојдовме во една ситуација каде што имавме готов, добар кадар од стручни соработници кои беа во судовите. Имавме луѓе кои што се по 15 на години стручни соработници. Тој човек е спремен да стане судија. Но ние измисливме Академијата и рековме, не, стручните соработници не се доволно образовани, сега од старт ќе почнеме да образуваме луѓе. Но еве сега и тие живее во судовите. Место со тоа да го овозможиме квалитетен кадар, да ја пополниме празнината, ние се откажавме од тоа и сега имаме проблем. Така. Кривичниот законник е еден од законите од реформската агенда. Нов кривичен законник треба да се донесе до декември 2025, таков е рокот. Но она што се најавуваше и од Министерството за правда е дека предходно ќе се направат измени на оние спорните измени на кривичниот законник од септември 2023 година, со кои што драстично се намалија казните за злоупотребите, оние функционерска корупција што ја велиме често, предмети пропадна, застареа.
И овие измени, еве и 2 години по тоа и покрај многуте критики, се уште се на сила важат оние пониски казни. Во овој момент, еве, предлагам да ја слушнеме изјавата на председателот на Уставниот суд, но пред да ја слушнеме, само да напоменам дека всушност Уставниот суд пред повеќе од 6 месеци кажа дека неуставен и дека има намера да го укине или да го поништи законот, но за да не настане правна празнина, му остави на собранието 6 месеци да ги промени овие, да го смени законот, но и по 6 месеци истекот. Тоа не се случи, па им дадоа шанса, писмо испратија до председателот на собранието, а еве сега изјавата од председателот на Уставниот суд, во која што објаснува дека добиле одговор од председателот Гаши, да ја погледнеме, па ќе се враќаме во студиото. Да, добивме писмо од спикерот на парламентот. Во тоа писмо он бара од предлагачот на законот да го информира во која фаза е. Видете, пресериозен е предметот. Не случајно дел од вас беа тука. Нашата одлука, односно одлуката на собранието да донесе такви измени и дополнување, јас ја нареков одлука со непоправлива и не, со таква штета од непоправливи размери за правниот поредок. И се уште стојам на тој став, дека собранието со носењето на тие измени во кривичниот законник направи непоправлива штета на владењето на правото и на правниот поредок. Ние како Уставен суд, кога ги носиме одлуките, должни сме да ги цениме сите околности. Значи, сите околности, така ни е утврдено и во самиот акт. Што значи, било која наша одлука, мораме да имаме предвид што ќе значи за владењето на правото, за правната сигурност и влијанието на слободите и правата на човекот и на граѓанинот. Ако е тоа така, а така е, замислете да бидеме ние строго формалисти и доколку не му дадеме уште една шанса, условно кажано, на законодавецот да се коригира, да ја донесеме одлуката. Тогаш и ние учествуваме во таа непоправлива штета за владењето на правото и правниот поредок. Замислете да ги укинеме или да ги поништиме. Не ни сакам да се обидам да ви ги објаснам правните последици од една таква наша одлука. Ќе бидат уште подраматични, уште пострашни од одлуката на собранието да направи такви измени. Што значи, ќе мора малце трпение, незгодно е што крајниот рок се поклопи и со изборниот процес. Да, ја слушнавме изјавата на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, на која ја даде на новинарско прашање по седницата пред 2 дена. И Кадрич, Ива, ќе ве прашам вас, според она што каже и Костадиновски, има ли што да се преземе сега или едноставно треба да се чека да се донесат? Пред се би поздравила проактивната улога на нашиот Уставен суд по однос на некои вакви прашања што ги покрена и воопшто што донесе ваква одлука, бидејќи 2 години ние како невладен сектор, па еве претпоставам дека и адвокатите и останатите правници укажувавме на овие непоправливи грешки кои што се сторени со носењето на измените на кривичниот законот по однос на овие членови. Меѓутоа, 2 години беше рокот кога никој од власта, ни претходната, ни оваа не се одважи за да ги измени, односно или да ги врати или некои други промени да направи, каде што би се поправила. Не се работи само за намалувањето, меѓутоа и самиот процес, односно начин на кој што преку ноќ беа донесени изгласани овие измени, кои што беше доста изненадувачки за сите нас, посебно што ние како невладен сектор бевме и дел од таа работна група
сам не таа што ги донесе измените, него во работната За група новиот која кривичен што за законник. новиот кривичен законник и никој не беше информиран, нити консултиран, нити па знаевме, секој дека тогаш веднаш и реагиравме на целата постапка, така да од една страна е добро што Уставниот суд започна со ваков тип на иницијативи, каде што ќе укажува не само на она што е, Да, но кажам, нема ефект. противуставно, нема ефект, точно дека нема ефект. Зошто нема ефект? Само да напомнам дека од правда на последниот пат кога прашувавме, официјално ни кажа дека се чекаат измените поврзани на КАЗе, на кривичниот законник поврзани со Safe City. Некако долго се движи постапката. По нашите сознанија, во суштина имаме две работни групи. Едната носи скроз нов кривичен законник, а другата носи измени на кривичен законник. Така да и ние не сме конкретно упатени. Целта беше побрзо да се смени законот. Другата за побрзо, меѓутоа сега очигледно дека со овој предизборен процес дека се е тоа стопирано и дека нема во догледно време да се донесат, тоа да се усвојат Веројатно работната група измените. има завршена работата многу одамна, но еве се чекаат некои други. Ова е една голема правна празнина и јас искрено се надевам дека Уставниот суд ќе почека и нема веднаш да ја укине или да ја поништи, да ги поништи тие измени, со оглед дека се работи за голем преседан и непоправлива штета би се настанала доколку било што Уставниот суд одлучи, дали ќе се уништи, ќе се поништи или ќе ги укине тие членови. Она што е сега, за сега би требало сепак законодавниот дом и владата што поскоро да го решат ова прашање, имајќи ја предвид улогата на нашиот Уставен суд во целокупниот правосуден систем. Така да би требало што побрзо да се реши ова прашање. Дарко, има ли оправданост едно прашање кое е толку горливо, еве го слушнавме и вокабуларот на председателот на Уставниот суд и многу други, и Европската комисија сите реагира за големата штетност на овие законски измени, меѓутоа и 2 години подоцна да е статус кво состојбата. Каде го гледате логика, образложение? Не можеме да бараме од вас, вие не учествувате. Нема начин на кој што може да се оправда ваквата инертност. Начинот, како што каже Јелена, начинот на кој што беа направени ваквите измени укажува на тоа дека доколку собранието сака може многу брзо да интервенира и многу брзо да го измени кривичниот законник во поглед на делата кои санкционираат корупцијата. Не мора да чекаат ништо. Има механизми, меѓутоа ние како држава, како општество на многу слоеви имаме проблем со екстернализирање на одговорноста. Постојано бараме дека некој друг од надвор треба да направи нешто за ние да тргнеме и да направиме некаква промена. Тоа е отидено очигледно до тој степен што самиот законодавен дом кој ги носи законите пробува да ја посочи одговорноста на друго место наместо кај самите себе. Апсолутно нема оправдување за тоа. Се работи на измени на кривичниот законник, се работи на донесување на целосно нов кривичен законник. Тоа не треба да биде пречка за да се санираат овие штетни Денеска на брифингот интервенции. за кривичниот законник било кажано дека ќе се прават дополнителни анализи, односно ќе се бараат праксата на други земји поврзана со злоупотребата на службената положба. Обично се прави длабинска анализа пред да се смени законот. Некако е кај нас све наопачки, па се направи промена на закон и сега допрва ќе се прави анализа. Има една правна логика која уште децата, па ја мислам во средно, Борис Кидрич учат, не на прва година на правен факултет, дека кога криминалот по определено кривично дело, бројот на кривичните дела се зголемува, казната сигурно не ја намалувате, него ја зголемувате. Кај нас е логиката обратна, најверојатно се однесуваме како и за се друго, па кај нас бројот на кривични дела се зголемува, ние казната ја намалуваме. И тоа е смешно. И тоа покажува само како политиката знае да си ги расчисти своите проблеми, своите желби да ги направи, користејќи го и злоупотребувајќи го правниот систем. Значи, секогаш кога политиката своите проблеми или потреби ги решава преку правниот систем,
страда државата, правото и народот. Тоа се случи и сега. Желбата да се смени она што е сменето не постои затоа што се однесува токму на нив. Еден ден. И никој не сака да покрене нешто што им одговара и е статус-кво. Па вие ќе видите кога сето тоа ќе успее да се смени и колку ќе биде макотрпен тој процес. Значи, ние ги менуваме законите, прикажувајќи ги, морам да кажам политиканти, бидејќи кај нас политичари не постојат, се политиканти, прикажувајќи дека тоа е реформски процес. Промена на закон не е реформски процес и никогаш не може да биде реформски процес. Тоа е нешто што само може да биде последица на реформскиот процес и да го следи. Ако вие не научите да го почитувате законот, онаков каков што е, макар и најлош, ако не сватите дека извршната власт е извршна власт, законодавната е законодавна и не служи само со дигање на два прста да ги исполнува желбите на извршната власт, а судството е посебна власт која што служи на граѓаните, на државата, не на извршната власт, за да ги обезбеди нејзините потреби за санкционирање, дисциплинирање на неистомисленици или противници, тогаш ќе можеме да почнеме да размислуваме за нормална држава. Се додека кадровските промени од оваа партија или од онаа партија и промена на закон на хартија, кој не функционира, не може да бидат реформски процес. Да. Ние треба да се научиме дека реформскиот процес е прво менување на нашата свест и тргнување од нас, од себе си и волја. Токму во таа насока ми беше и следното прашање околу судскиот совет, законот, тој се сметаше за еден од битните, клучните реформски закони поради случувањата во судскиот совет кои што го привлекува вниманието на Европската унија, на јавноста, критиките. И еве додека го чекаме тој закон да се донесе, Кадрич, вие зборувавте предходно за тој закон, сепак постулатите на законот, препораките на оценската мисија кои што се вградени во тој закон веќе се познати на јавноста, познати се на судскиот совет, дел од препораките тие ги вградија и во деловникот. Еде како невладини кои што ја следите работата на судскиот совет, ве молам накратко, дали чувствувате промени или се уште старите болки продолжуваат во судскиот совет? Прашањето ми од аспект дека ако се наоѓа начин и кога има закон, може да се најде начин да се избегне, да се надоврзам на тоа дека самиот закон не е реформа на системот. Знаете што, имаше одредена, да, точно е дека имаше големи проблеми во судскиот совет и како што сите знаеме и оценската мисија беше дојдена токму заради тие случувања во насока да некако да самиот судски совет, значи најголем дел од промените, осим што се однесуваат на измени во уставот и во законот, меѓутоа голем дел од тие препораки се однесуваат токму судскиот совет да го смени начинот на работа или менталитетот до кој што претходно работел во насока на подобрување на својата работа и секако за зголемување на довербата. Го сменили? Не го смени. Не го смени, имаше обиди да го сменат. Имаше обиди. Не велам не. И Институтот за човекови права и Коалицијата за правично судење ги следиме на секоја седница. Јас лично веќе од 2012 година го следам судскиот совет и многу ми е жал што мора да кажам дека толку инертно се движат тие промени, што верувајте, во нашите извештаи не може ништо ново или ништо толку позитивно да се напише што како да ги препишуваме заклучоците и препораките на секои 6 месеци исти да се. Значи нема никакви промени. Имаше, не можам да кажам дека немало, имаше обиди, сменија закон, нивните деловници, правилници ги сменија, пробаа нели на една-две седници, меѓутоа во последните неколку месеци како да тој ентузијазам кај нив замре и повторно истите проблеми исплива на површина. Значи не се работи ни за измена на закон, ни за измена на деловник. Начинот на кој што се работи во судскиот совет, мене ми е многу жал што мора да го констатирам, како да се повторува години
без разлика на членовите кои што ќе бидат изменети. Дарко, вие? Вие како коалиција, го делите мислењето со колешката или пак? Не, апсолутно мислам дека и веќе на пошироката јавност е добро познато тоа дека немаме и многу пати сме го повторували и вечерва го повторивме тоа, немаме проблем со законите, немаме проблем со подзаконските акти, имаме проблем со нивната имплементација. Кој е најголемиот проблем со судскиот совет? Тоа е истиот проблем што го имате кај советот на јавните обвинители, истиот проблем што го имате кај јавното обвинителство, истиот проблем што го имате кај судовите. Нема никакво суштинско образложение на одлуките кои што се донесени. Изберете некоја одлука по случаен избор од било кој од овие субјекти што ги набројав, видете како одлучиле, прочитајте зошто одлучиле така и пробајте да разберете зошто бил. Не можете да разберете. Имате нафрлање на куп податоци, голем дел од кои што се нерелевантни, голем дел се даде и надвор од контекст и вие не знаете зошто одлучиле како што одлучиле. За да дадете образложение на своите собствени одлуки, не ви треба нити промена на закон, не ви треба нити промена на деловник, не ви треба нити зголемување на ресурсите, нити ништо. Јас разбирам дека кога имате соодветна стручна служба со вас која ви помага да ги изготвите таквите одлуки, дека процесот на изготвување ќе биде многу побрз и можеби ќе влијае и начинот и јазикот на кој што е напишана одлуката за да биде поразбирлива, меѓутоа и без тоа таа одлука треба да може да ја разберете, да сватите која е логиката што ја применил органот кој што така одлучил, за да имате доверба дека таа одлука е навистина најдобрата одлука што може да се донесе, па дури ако не се согласувате, да можете да сватите зошто била донесена таа одлука, да можете да ги видите контрааргументите на другата страна. Тие се проблемите со кои што се соочуваме во најголема мера од каде што ни потекнува и недостиг на транспарентност, и недостиг на отчетност, недостиг на доверба, па дури и губење на оној професионализам кој што го имаме многу од судовите, јавните обвинителства и слично одлучуваат многу механички за многу прашања. Тоа е затоа што се преоптоварени со работа, меѓутоа и затоа што, како што кажа и господинот Давидовиќ, никој не ги оценува согласно квалитет, ги оценуваат согласно квантитетот. Квалитетот се мери само онака практично согласно и на целиот процес на образование што го имаме учење на памет, така се мери на крај и квалитетот на судските одлуки, а тоа е колку повисокиот авторитет се согласил со вашата одлука, а не која логика сте ја применили и дали навистина добро резонирате и аргументирате во случај. Во овој момент одиме на реклами, се враќаме по рекламите. Завршниот дел од вечерашната топ тема ќе го започнам со изјавата која што деновиве ја даде еврокомесарката за проширување Марта Кос, во која вели дека останува загрижувачко владењето на правото во земјите кандидатки, меѓу кои е и Македонија, и потенцира дека остануваат дел од прашањата како што се мешање, влијание и слично. Ова општо што се однесува на земјите кандидатки на некој начин беше впишано и во последниот извештај за владење на правото пред неколку месеци кој што излезе на Европската комисија, во која беа токму нотирани дека има притисоци, мешање од другите власти, беа нотирани изјавите на политичарите, меѓу кои робусните акции и така натаму. Па во таа насока, Давидовиќ, еве сакам да ве прашам, бидејќи зборувавме на почетокот за она финансиска независност, но проблемите од извештај, односно констатациите се реплицираат. Уште од извештајот на Прибе кој го заборавивме, сите извештаи се исти и проблемите се исти, диагнозите се исти и ние не правиме ништо. Значи, ова не е нешто ново што го кажуваат околу владење на правото. Се сеќавате дека америчката амбасадорка во Македонија, а американците вложија многу пари во нашиот систем, правен систем, дури добар дел од адвокатите не вежба за вкрстено испрачување кога стапуваше на сила новиот закон, навистина вложија луѓето многу пари, си дозволи на еден недипломатски речник, што не е на нив својствено, али најверојатно затоа што веќе беше аларамантна ситуацијата, да каже дека корупцијата е на такво ниво во држава да почнуваат незините граѓани да губат живот.
Тоа беше пред неколку години. Се до збор се објасненија кога ги погледнете на станите на нас за сите овие години, па и денес. Не можеме да зборуваме за владење на правото кога извршната власт директно се меша во судската власт, кога имавме прилика да видиме, а во судскиот совет и сами кажа колегите дека нема никакви поместувања, каде што преку судскиот совет и тогашниот нејзин председател политиката влезе на широм отворени врати. И почнавме да зборуваме за наши и ваши судии, партиски квоти, коалициони партнери, кои какви места и каде ќе добие во обвинителството и во судовите. Ние имаме добри судии, но тие судии не може да дојдат до израз од сите овие луѓе кои што на извесен начин се наградени за своето клиентелистичко однесување во високопрофилните предмети. И вие гледате дека определен дел од судиите во високопрофилните предмети, кога ќе испорачаат пресуда, напредуваат со светлосна брзина. Околу молкот или гласот на судиите за сите овие прашања што ги отворивме во текот на емисијата, забележувате ли некаква реакција? Реакцијата е многу слаба. Да не кажам никаква, ајде сега да не ги толку негативно да бидеме настроени спрема судството, меѓутоа очекувавме некоја поголема реакција од судството, бидејќи нападите што ги прави извршната власт, не само ова. Значи зборуваме за многу години назад, судиите не се одважија и самите да се издигнат и да покажат дека се судска власт која што е рамноправна заедно со извршната и со законодавната власт. Тука е тоа што недостасува, да самите колку год да ние како невладин сектор или меѓународната заедница или да кажеме и колегите пробуваме да на некој начин да укажеме дека судската власт е таа која што треба да има рамноправна улога, меѓутоа самите судии се многу тивки. Многу тивки бидејќи ние не можеме да слушнеме да се изборат за финанси. Вие не можеме да слушнеме да председателот, да кажеме, на судски совет или председателот на Врховен суд или јавниот обвинител да зборува за овие проблеми кои што јавно и да самите граѓани осознаат зошто можеби судот не е во можност да испорача правдата, бидејќи, како што испомна колегите, немаме записничари, нивните плати се толку мали што не се ни атрактивни и да имате оглас за вработување во судство. Меѓутоа платите се толку ниски што ние имаме во приватен сектор, да не омаловажуваме ни едно занимање, меѓутоа имате вие, да кажеме, во Кам маркет на каса имаме поголема плата од колку да не правиме реклами. Да, ја се извинувам, да не правиме, меѓутоа ми беше дали судиите и обвинителите настрана од платите, довербата во јавноста не само поради ефикасноста, туку и поради тоа што сведоча на многу предмети како се движеше нивната како пропаѓа, како се одолговлекува и всушност делот недовербата на граѓаните е толку и поради тие постапки, но и тука не се направи никаква дистанца. Не се направи бидејќи нити Сдруженијето на суди, да кажам, излегуваше со некој од време на време и имаше по некои реакции, меѓутоа сепак сметаме дека тоа е здружение кое што и Сдруженијето на јавни обвинители, значи тоа се две еснавски здруженија кои што се должни да се бранат независноста на судството и на јавните обвинители. Значи не можеме ние да очекуваме да ние од страна другите вложуваме и ги браниме судиите обвинителите, а тие самите да не излезат и да укажувајќи на проблемите кои што ги имаат. Да не кажам дека во анкетите самите судии укажуваат дека трпат притисоци. Па ние доскоро имавме каде што член 2 председателки бивши на судски совет си кажаа дека трпат влијание.
Но никош не кажа... Председателката на Врховниот суд исто така има споменато дека има. Значи, ние имаме јавни признанија дека се има некое влијание, меѓутоа тоа станува само на тоа ниво и предпоставам дека и самите граѓани, гледајќи дека не следат некои разврски околу тие притисоци, секако дека ја губат довербата и во судиите и во обвинителите. Така да тука еден од еден начин треба да се одважат судството да се изборат за своите права и за својата независност и непристрасност. Во делот на корупцијата, адвокатот веќе го отвори тоа прашање дека ни се случуваат последниот период проблеми, трагедии, она што деновиве ја загрижува јавноста се пожарите на депониите, оне последниот во фабриката за отпад, тоа го за електронски отпад. Тоа отвори многу дилеми во јавноста, се поставува прашањето дали треба сега ново дело да се воведе. Ние веќе имаме едно дело екоцид кое што, но во конкретниот случај обвинителството засега оди со друго дело за грозување на животната средина. Каде го гледате проблемот во овие постапки? Дали е тоа само во законите или пак можеби начинот на кој што тие што треба да ги вршат работите ги вршат? Имаме повеќе кривични дела кои што можат да се подведат овде, зависи од деталите на случајот. Имаме екоцид, имаме загадување на животната средина, имаме несоодветно управување со отпад, имаме дури и многу потешки форми кои што можат да се квалификуваат доколку мотивите се испостави дека се во таа насока, како што е тероризам и слично. Меѓутоа, клучно е тоа што нашата држава, слично како и со корупцијата, нема некакво искуство ниту во поглед со кривичните дела кои што се во поглед на заштита на животната средина. Така што останува да се види како обвинителството и судовите би се справиле со овие случаи и дали евентуално можеби ќе најдат дека постои некаква корупција во позадината. Да, она што ги загрижува граѓаните е нели што беше она што го дишат, колку е тоа штетно и она константна дилема и недоверба дали ќе се дознае вистината докрај, дали ќе бидат откриени тие што се најодговорни. Тоа е она што е наследено од минатото, кога многу работи се ставаа под килим, секогаш кога ќе ставите под килим, ќе шпекулирате и ќе броите дневно политички поени, ќе ви се случува ова, ќе немате доверба од сопствените граѓани. Но што покажуваат последниве случувања, па и со пожарите и она што се случи, она огромна трагедија во Кочани, Ласкарци, потонатиот брод во Охрид и така натаму и така натаму. Тоа покажува дека нашиот систем е разнебитен. Дека нашата држава не функционира како нормален систем, каде што определени состојби се следат, се превенираат, се контролираат, се врши надзор над одобренијата, ако ништо друго, кој определен орган ги издал, и се санкционира она што не се работи правилно. Едноставно, препуштено е стихиски да се движат работите, кога ќе дојде до трагедија која нас многу не чини, цела Македонија, во човечки животи, што е ненадоместливо, тогаш се запрашуваме зошто и каде пропуштил системот, а тоа трае со години. Кога ќе ги погледнете реално работите, со години ни една од службите не направила контрола и надзор, не ги извршила работите за кои зима плата. Еве, најблаго кажано. И нема разврска на тоа, и само се повторуваат работите и секоја наредна случка е еднакво лоша и го покажува истиот проблем. И нас не ни доаѓа памет тоа да го средиме, тоа е реформа. Тоа е реформа, но треба да понесе некоја одговорност за таквите случувања од почеток до крај. Ретко кој има доблест сам себе си да се казни, особено ако се на високи позиции или особено ако е државата партизирана. Тогаш тешко доаѓате до одговорите и до решенијата и соодветни санкции. Ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва.
Почитувани, ви благодарам што ја следевте Топ тема. Останете со програмата на Телма. Добра вечер.